Студеното и врнежливо лето ги намали приносите од ориз. Најмалку 1/3 од вреките на кочанските, виничките и штипските оризари им останаа празни. Приносите многу слаби. Тоа е не слабо да е, него тотално слабо. Ја бе и магацинер некој време по оризове, ама не е било така никогаш како секаш. Во реални бројки, состојбата со приносите изгледа вака. Приносите ова година се од 10 до 15 врејки. Тоа е негде околу 600 до 700 кила. Или од 500 до 600, 700, тука ти се. Освен македонските, годинава со приносите потфрлија и турските сорти на ориз. Приносите кај сите сорти, бар од изјавата на земјоделците, се нешто пониски. Вие знаете дека оваа година оризот е топлолюбиво растение и бара прилично високи температури, така да оваа година покрај за другите култури не беше баш благонаклона и за производството на ориз. Ваквата состојба неминовно на крајот од жетвата повторно го наметнува прашањето на цената. Малите приноси и добриот квалитет се причина за големи очекувања на оризопроизводителите. Чекаме да биде појака цената, поубава цена, со ова се не исплаќа. Бар 6 динара бе ориз, а не да биде 40 како лани што го земаа. Ја го палани по 14 динара арпата додо. И сега 14 динара ја повеќе трошка сум ставил нејти што ги искара. Вкупно во Кочанско, Виничко и Штипско-Карбинскиот регион под ориз се околу 4800 хектари, од кои годинава се ожнеаја околу 18.000 тони оризова арпа, што е за 30% помалку од вообичаените 25.000 тони.